Синоќа на летната сцена во Домот за култура Марко Цепенков, прилепската група The Dreamers одржа концерт игранка во ритмот на македонските 90-ти. Забавата беше во рамки на фестивалот Цело е кога се има 30. Идејата била да се реактуализираат песни кои како генерација ги слушавме кога се создаваше самостојна и суверена Македонија. Песни од Игор Џамбазов, имаме од Тоше Проески, Андријана Јаневска и така натаму и така натаму. Хитови евергрини кои што останале до ден денес познати, посебно на публиката која баш била во тинеџерските години во 90-тите. Како одеш изборот на песни? Изборот на песни одеше многу лесно, бидејќи еден по еден сите членови од бендот имавме некоја идеја, секој кажа по некоја песна која што му е од тоа време омилена и така го направивме многу лесно и репертоарот. 90-тите го избравме како период затоа што на некој начин е онај најрадосен од осамостојувањето на Македонија. Имаше некоја полетност, некоја неверојатна енергија, не само во музиката, воопшто во државата за градење нова држава. И не знам, можеби јас како највозрасен во бендот, раскажувајќи со емоции како тинејџер во тоа време, ги заразив останатите и ја прифатија идејата да работиме баш од тоа време. Не сме комплетно 90-ти, значи јас велам во ритмот на 90-тите и уште нешто. Од The Dreamers велат дека фестивалот Цело е кога се има 30 е единственото културно случување оваа година во Прилеп, кое што се одржува по повод 30 години од независноста на Македонија и дека истиот фестивал треба да продолжи да се одржува и понатаму. Цело е кога се има 30 е, за жал, како што кажан, единствената културна манифестација во градот оваа година и како би требало да се одвива, треба да продолжи да живее затоа што е квалитетно организиран на највисоко ниво, квалитетно осмислен пред се и реализацијата е феноменална. Досега јас имав можност да посетам неколку настани, значи организацијата е на вистина на феноменално ниво и треба, значи, овој фестивал да продолжи да добива поддршка буквално од секаде од кај што треба, да не набројувам сега Министерство за култура, Стопанска комора или како и се вика таму бизнес сектор, небитно. Луѓето кои што се виновни во наводници за случувањето на овој фестивал дефинитивно треба да добиваат поддршка за и понатаму да ја реализираат она независна култура во овој град. Нормално и кој сака е добро дојден и да помогне. Членовите на бендот велат дека оваа година поради пандемијата е една од најтешките години за културните работници. Се надеваат дека оваа криза и пандемија ќе завршат што е можно побрзо за да може нормално да функционираат. Како и сите други бендови во нашата држава, не е лесно, се трудиме да обстоиме, да бидеме тука во градот. Имаме често свирки, но не е толку лесно како што беше на почетокот да се организира и да се направи еден концепт за секојдневна работа, како тогаш што имавме концерти на сред недела и во викенд да настапиме. Сега не се случува тоа, бидејќи знаеме дека и самите луѓе се исплашени, но и короната, COVID-19 си го направи своето. The Dreamers имале веќе музика и текст за нова песна, но се уште не сакаат да откриваат детали. Инаку вечерва на летната сцена во Домот на култура Марко Цепенков во рамки на фестивалот Цело е кога се има 30 настапуваат The Hounds со концерт на авторска музика, представување на вториот самостоен албум, а ќе има и неколку други изненадувања.